Здраво, Охриѓани! Здраво, Македонија! Добро вечер. Добро вечер! Се радувам што сум во Охрид, поготово што јас лично прв пат во Охрид сум во времето во зимскиот период и очекував снег да биде така како од бајките, меѓутоа најверојатно ќе биде наскоро тоа. Ќе падне снегот и секаде во Македонија. Што сакам да кажам? Мотив кај секој еден човек постојат два принципа кои што го мотивираат за да постигне нешто. Едниот мотив е кога е човекот незадоволен од одредена состојба, а вториот мотив е кога сака нешто да постигне. Незадоволството наше е многу големо, го знаеме. Нашиот председател долго и на широко објасни за сите криминални состојби кои што се наоѓаат во Македонија. Имаме многу нешто за кои што изборувавме на сите трибини, ќе изборуваме и овде. Но што е најважно, најважно да се прочисти криминалот, корупцијата во оваа држава, затоа што таа е во затворен систем. Тоест, затворените листи го прават криминалот и корупцијата, за да не може да се допрат овие луѓе кои што долги години се истите, само се менуваат истата идеја, а ја менуваат различни луѓе и ја држат контролата на власт. Што не ни се допаѓа, например, нас не мотивира да имаме безбедност. Прво и основно, крајно жалосно е ова што се случајот со Вања и со Велешанецот, каде што човек после таа случка се прашува дали е безбеден на улица, дали може нешто да му се случи лично него на своите блиски, па и на секого. Ни остава длабока сумнеш дека сите структури се инволвирани во еден ваков монструозен чин, каде што исто така се потврдуваат и лица кои што се стручни на одредени емисии, каде што велат дека и функционираат и камерите кои што се безбедносните камери, дека системот на контрола на прислушкување дека е во јавно обвинителство, меѓутоа на комисијата не им дава отчет за нивното прислушкување и причините зошто, а ја искористија оваа прилика со случајот со овие две скорешни убиства да го контролираат, мислејќи дека ќе го контролираат населението преку тоа прислушкување. Не знам што посебно би им значило, зашто би ги слушале сиот народ. Како што каже и самиот член на комисијата, може би од некакво воајерство, а сигурно ќе го злоупотребуваат како што и до сега се случуваше да се злоупотребуваат и да остават многу нејасноти. Има многу работи кои што не ни се допаѓаат нас и не мотивираат да се бориме за подобар систем, а секако сакаме да ја видиме Македонија во една убава, прекрасна состојба, како што е секоја европска земја која што функционира со отворени листи. Отворените листи ги спомнуваме стално и секој може да ги види на нашата страница и на страницата на отворени листи, што значи тоа дека сите овие злодела, сите корупции, сите неправилности во системот од кои што не ни се допаѓаат и кои што не само што не ни се допаѓаат, него стануваат крајно невозможни да вака се функционира, постојат во затворениот систем. Во отворениот систем, значи партиите би си поставувале своји интелектуалци, луѓе кои што би сметале дека се доволно кадарни, кои што најмногу народ ќе ги сака и ќе ги поддржува. Така да тие ќе ги представуваат нивните програми, тие ќе бидат одговорни за сите програми кои што самата партија ги нуди.
Ние имаме многу решенија и кампањата е започната, меѓутоа ние имаме поостро идеја со поостро за започнување на кампања, каде што ќе ги кажеме сите наши решенија, а ги има многу и имавме еден доста креативен состанок каде што ќе започнеме да ги работиме многу брзо. Имам одговор на прашањето како да се заштити идејата, како да се заштити. Просто и едноставно. На сите наши видеа кои што ги изложуваме, сите наши дебати, има датум кога се и повикани сите кои што сакаме да се вклучат во фронтот и кои што ги повикуваме. И сите идеи и на сите говорници се запишани и секогаш можеме да се повикаме на секоја нова идеја која што би била копирана од некоја друга партија или злоупотребувана или присвоена, слободно може да се повикаме на нашите видеа кои што се сега во моментов се снимаат и ќе бидат јавно објавени. На интернет гледам се собираат интелектуалци кои што прават невладини организации. Би им порачала да дојдат со нас во фронтот за спас, зашто невладината организација нема таква моќ како што има партијата и секако има моќ на спроведување на секоја креативна идеја и креативно решение за сите состојби во Македонија. Исто така ми текнува да напоменам дека едно од причините што се бориме, освен сите до сега наброени факти, е и дека има 120.000 затворени сметки. Тоа е факт кој што покажува дека многу луѓе, 120.000 луѓе не функционираат, немаат пари, немаат начин како да на нивните сметки стигнат пари за да функционираат. Јас не знам, не ми е јасно како е тоа возможно, а и ваков систем на крајна затвореност на самиот граѓанин, колку и да е причината, која да е причината за затварање на сметката, никаде во светот не постои да еден човек, еден граѓанин да му биде во сите банки затворени сметките да му бидат, не само таму каде што должи. Тоа е небулозно, мислам, крајно идиотски чекор превземен неправеден кон нас граѓаните. Би ве повикала сите од Македонија, сите граѓани, сите честни, сите поштени, сите невладини здруженија, сите незадоволни луѓе, имаме решенија. Приклучете се на фронтот за спас, затоа што навистина ние сме единствените. И ова е периодот кога Македонија мора да се обедини, сакале или не, тоа ќе се случи и многу луѓе го зборуваат тоа, дека ова е моментот каде што Македонија ќе мора да си ги врати македонците од странство да дојдат тука, а ние ќе бидеме тие кои што тоа ќе го направиме и тоа ќе го слушате во наредниот период од нашата кампања, како да биде заведено. Да си ги излагаме идеите со цел да не ни бидат украдени во наводници. Ќе не слушате и ќе ви биде многу интересно и ќе ги видите решенијата кои што наскоро ќе ги обелоденим. Ви благодарам и